Добар ден, ново издание на емисијата Напланена Охрид Нјуз. Ова емисија ќе ја посветиме на жената. Во пресрет на 8 март, денот на жената, во нашето студио имаме три гостинки, три дами кои што доаѓаат од сферата на политиката, но секоја засебно има своја професија во која што успешно плови. Ќе разговараме за тоа како е да се биде жена во политиката во 21 век, дали постојат се уште некои дискриминации и стереотипи за вредноста на жената, а сето тоа преку искуствата на моите денешни гостинки, а тоа се Ана Крстевска, советничката од ВМРО-ДПМН, Живка Ангеловска, советничка од СДСМ и Леона Кичец од Охрид пред се. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден. Првото прашање ми е како е да се биде жена во политика? Ајде, Ана, повели. Може мене. Па, да се биде жена во политиката, во сега мое лично искуство, е предизвик. За мене исто така и чест и голема одговорност, затоа што вака глобално постои тренд на недоверба во политиката и во политичарите, на негативно мислење, така што јас секогаш предпочитам дека со сопствен личен пример најдобро е да ги надминеме и да ги разбиеме предрасудите, дека и во политиката не се сите луѓе исти, дека имаме честни намери, дека може заеднички да работиме и да сработиме, а дали има стереотипи како е да си жена, со самото тоа што родовите прашања се уште женски прашања, мислам дека доволно кажува фактот дека борбата на жената и во политиката и во сите сфери на општеството се уште трае и има уште многу да се работи, ако се напредува доста. Така што да. Значи, позитивни се генерално вашите искуства? Да, јас мислам дека секогаш треба да тргнуваме позитивно, значи се напредува. Се напредува, има можност за напредок се уште, меѓутоа апсолутно можеме равноправно да се бориме и да се носиме со сите предизвици и обврски кои ги носи и оваа функција. Да. Живка, какво е вашето искуство? Јас мојот одговор ќе го започнам со една изјава од една германска социјалдемократка која што навистина ми има оставено впечаток дека политиката е многу значајна за да им се остави на мажите и сметам дека токму оваа изјава треба да ни представува мотив на сите нас да учествуваме во процесот на донесувањето на одлуките, а не само да абстинираме и да бидеме неми гледачи и коментатори на сето она што се случува во општествено-политичкиот живот, затоа што секогаш е подобро кога во нешто направиш обид, па и тогаш кога не е толку успешно колку што сме замислувале кога сме ги правеле првите чекори во зачекорувањето во политиката. Апсолутно дека не е лесно, политиката сама по себе е комплексна, меѓутоа се додека веруваш во себе, се додека веруваш во она што го работиш, сметам и се додека не го изгубиш сопствениот идентитет, сметам дека не треба да се откажуваш. Апсолутно дека е тешко, затоа што има предизвици кои што бараат жртва, кои што бараат поголема храброст, кои што бараат волја. Треба да поднесеш повеќе порази, а да не се чувствуваш поразен. И секогаш кога ќе паднеш, да знаеш како побрзо да станеш и да бидеш похрабар и посилен од претходниот пат. Стереотипите апсолутно се во рамките на културните рамки, на вредностите во кои што живееме. Традиционалната улога на жената во општеството е секако присутна, меѓутоа сметам доколку може добро да се избалансира, доколку имаме добар сенс за искористување на сопственото време, доколку една жена може добро да го организира домот, тоа секако дека може да го направи и во политиката. Така, Леона, какви се вашите искуства? Па вака сега јас би сакала да почнам со фактот што најпрво сите жени има некоја верзија кон учествување во политиката. Тоа е најпрво заради тоа што жените се најмногу метаи на објектификација, како во секоја сфера во животот, така и во политиката особено. Јас немам многу големо политичко искуство, релативно сум нова на оваа сцена, но сепак сметам дека
жените се можда не делеге дискриминирани, но на некој начин се одвраќаат од учеството во политиката само заради тоа што на секој начин пробуваат да бидат дискредитирани од страна на мажите за некои карактеристики кои што например за мажите би биле тотално ирелевантни, жените вклучени во политиката најчесто се дискредитираат заради својот приватен живот, заради некои лични интереси или хобиња, значи буквално за секоја нивна одлука и за секоја нивна желба. Исто така, мислам дека постои некоја аксиолошка и морална хипокризија на вредности. Значи, за жените има некои поинакви очекувања за мажите и априорно одма тие се отфрлаат како жена нема што да каже, само празни зборови. Значи, тоа се уште го има? Да, тоа се уште го има и мислам дека трендот, иако мислиме дека сме напреднале на тоа поле, сепак постојат некои нови субкултури кои што се јавуваат сега во општеството, што дополнително кај младите има изразено како одбивност, како некоја стигма врз жените, што нормално се прелива и врз жените во политиката. Да, сега ќе продолжиме од овој редослед. Дали некогаш, ти лично си била мета на такво, да кажеме, подценување? Жена е, не може. Млада е, не знае. И слично. Вака, значи од колегите советници во никој случај тоа не се случило, бидејќи мислам дека како колективен орган функционираме прилично добро, но сепак дека постоеле обиди за дискредитација, да постоеле. Јас пак ќе кажам, сум релативно нова во политиката, не доаѓам од политичка партија, значи сум била член на независна листа, кандидат за советник, но сепак од јавноста некако се доживува тоа како женско е, нема што да понуди, особено ако е помлада жената, тогаш на секој можен начин пробува да се едноставно да се покаже во некој пежоративен контекст жената, зашто единствено само заради фактот што е женско, без разлика на низините, не знам, без разлика на низината едукација или професионални успеси, единствено само заради фактот што е женско. Да. Ана? Па вака, јас во политиката, во политичкото искуство имам зад себе извесен солиден број на години, меѓутоа како јавна функција и јас исто така, значи со советничкото место ми е нова. Во тој поглед можам да се пофалам искрено дека изборот на како предлог да дојдам на советничката листа на ВМРО ДПМН произлезе од месниот комитет, што значи дека онаму каде што јас најмногу учествувам во политичкото дејствување, во рамна битка со мажите и со сите членови, бев избрана јас. Значи немаше некоја дискриминација во однос на полот и искрено мене тоа многу ми значи. Инаку во однос на советот не сум почувствувала и во измеѓу, значи сум немала такво искуство досега, што не значи дека понатаму нема да се случи. Меѓутоа мислам дека мора да се спомне фактот дека онаму каде што немаме предвидено квоти, онаму каде што немаме афирмативни политики, учеството на жената е многу ниско. Значи, нас ни се потребни такви афирмативни политики да се определат квоти, затоа што имаме многу мал број на жени на председатели на партии, министри, председатели, кандидати за градоначалници. Значи, се уште ни е менталитетот тој дека доколку не е законски регулирано, процентот на жена е многу понизок и тоа е еден вид на дискриминација, секако сметам, и мислам дека тука треба рамноправно да се бориме со мажите во однос на можноста до пристапот на секакви ресурси во општеството. Значи, се уште како општество стагнираме во признавањето на вистинската вредност на жената. Живка, што мислите? Ке се надоврзам јас на Ана во однос на квотите. Јас лично искрено воопшто не ги сакам, затоа што сметам дека треба да се надпреваруваме со вештини и знаења, а не со самото тоа што треба да има одредено учество на жени во листите за пратеници и за советници, меѓутоа квотите ја исполнаа целта за која што беа и утврдени, затоа што можеме да видиме поголема присуство на жените во советите и во парламентот само благодарение на квотите, а онаму каде што нив ги нема, апсолутно е помал бројот на жени министерки, градоначалнички, во високите дипломатски служби и така натаму, затоа што успехот во политиката на една жена јас ќе го споредам како искачување во еден облак од ер.
повеќето од нас ќе застанат на средните катови, а многу малку од нас ќе се искачат на највисоките катови. А во однос на личното искуство за дискриминација, па мислам дека има напредок. Ево, ние можеме да се пофалиме дека во општинската организација на СДСМ имаме жена председател. Јас сум координатор на советничката група на СДСМ, така да има напредок, меѓутоа треба многу да се работи. Почитување секако од партиските колеги, од колегите во Советот е исто така присутно, меѓутоа треба и да препозна една жена кога се наоѓа во дискриминирана положба и кога почувствувала насилство, затоа што мислам дека ретко која и не го почувствувала и не била мета на такви напади, само затоа што е жена и некако на жена многу полесно можат да и бидат налепени етикети отколку на мажите, затоа што кога ќе направи грешка еден маж, тогаш таа грешка се препишува на име и презиме. А кога ќе направи една грешка жена, тогаш таа грешка се препишува на сите жени. Значи, жените не се способни како градоначалнички, жените не се способни како министерки. Она што е најприсутно во однос на насилството на вржените во политиката е психичкото насилство, говорот на омраза, кои што се расширени по социјалните мрежи. Тоа ми беше и следното прашање. Дали сте биле мета на говор на омраза? Вие сте јавни личности, се појавувате во емисии, едноставно работите во Советот на општината и постојано сте изложени на мислењето на граѓаните. Сега тука, кога е говорот на омраза, последно имаше многу истражувања кои што покажуваат дека жената најмногу навредува друга жена. Според вас, дали жената на жена е пријател или жената на жена е волк? Сметам дека не можеме да ги генерализираме работите и апсолутно и карактерите на луѓето. Ние во се што работиме го внесуваме и личниот карактер. Значи, апсолутно колку и да се обидуваме да бидеме професионални, личниот карактер е оној кој што не води и во домот, и во професијата, и во политиката. Апсолутно се присутни критики од страна на жените, присутни се самите типови, самите напади, во смисла има семејство, нека си го гледа семејството што ќе е политика, физичкиот изглед исто така, значи може би некогаш и посебно кај помладите жени, повеќе време ќе изгубат нели во наблюдување на изгледот, стилот на облекување отколку она што кажала таа жена и што сака да постигне, која е целта во однос на самиот говор. Апсолутно дека сме изложени на такви критики, меѓутоа секако секогаш критиката треба да постои, меѓутоа основана врз основа на факти и докази. Сите правиме грешки и апсолутно не познавам човек кој што нема да направи грешка. Меѓутоа да биде аргументирано и со факти, а не со навреди и клевети кои што претежно тие коментари се такви, значи сексизам, навреди, клевети кои што едноставно прават атак на самодовербата. Јас сум повеќе, втор мандат ми е во Советот и на самиот почеток и повторно не можам да кажам дека сум некој искусен политичар, затоа што секогаш одам со чувствата, со разумот, што е правилно, што не е правилно, сакам да критикувам аргументирано и сето тоа, меѓутоа со тек на време знаеш и да се заштитиш од тие напади. Секогаш не ти е пријатно, меѓутоа многу е битно кога некој те критикува да е аргументирано. Ако точно ти каже зошто те критикува, ти навистина треба да се замислиш и да видиш што треба да поправиш. Меѓутоа, ако е во однос на тоа дека си жена, дека не си убава или дека едноставно треба да работиш други работи, а не во политиката и други, значи, говор на омраза, сексистички напади и сето тоа, сметам дека треба само да не направат посилни и да не ја постигнат целта за која што и се направени, односно да ја рушат самодовербата. Пред се треба да веруваме во себе за да можеме да ги издржиме и тие критики. Да, Ана, како ги доживувате таквите коментари? Дали емотивно ги доживувате? Па јас мислам дека сите жени сме емотивни. Поемотивни, да, посензитивни и можеби поодговорни, бидејќи можеби многу посериозно ги сваќаме тие навреди, критики,
говорот на омраза е во денешно време нели вон контрола, во смисла на тоа дека социјалните медиуми се место каде што никој не може да изврши целосно контрола до каде тој говор на омраза може да оди. И мислам дека говорот на омраза е една од вратувачките улоги кои ги имаат жените за да учествуваат во политиката, бидејќи со тоа свесно се ставаат на јавно изложување на јавноста и некако можеби тоа му е причина да се повлечат и да не се борат понатаму или да не се зборот. Да не ги одвраќаат од она што го зацртали и да остварат својата цел. Така, и мислам дека и политичките партии, бидејќи сите доаѓаме од некој политички контекст, треба да водат сметка во своите доктрини, во своите програми, во своите стратегии, да јасно да дефинира дека имаме нулта толеранција кон говор на омраза, било какво родово базирано насилство, и дека тоа не е само затоа што сама си го барала местото во политиката, па мора заради да се плати таа цена заради учеството во политиката, туку мора жените апсолутно да бидат заштитени од секакво родово базирано насилство. И можам во тој контекст да кажам дека новата доктрина на ВМРО-ДПМН е во делот на целите во однос на семејството, точно прецизира дека секоја таква родова дискриминација и насилство врз жената имаме праг на толеранција нулта и не смее да се дозволи. Да. Леона, дали некој коментар ти има поколебана кој што го имаш прочитано еве на социјалните мрежи да престанеш да се занимаваш со политика? Ќе се согласам со колешката советничка Живка дека сепак тоа влијае на самодовербата, но не треба толку лесно да се одвраќаме и да се откажуваме од тоа. Но сепак, еве, според некои статистики, секоја трета жена била жртва на каков било облик на насилство што е родово базирано, а во Македонија дури 45% од жените се жртви на насилство, според на кој било вид на насилство, според истражување на ОПСЕ. Значи, јас сметам дека во Македонија можеби правно жените се заштитени, покриени, не се дискриминирани врз основа на закон на ниеден начин. Значи, ратификувани се и Истанбулската конвенција против насилство, како и Конвенцијата за заштита на сите облици на дискриминација врз жените. Имаме и закон нели за еднакви можности на мажите и жените, но фактичката, субстанцијалната положба на жените е видно различна. А најмногу заради тоа, јас пак нема да ги обвинам жените, но жените на некој начин се навикнати да ги релативизираат овие насилства и овие напади како тоа да е нешто нормално, како тоа да е нешто општествено очекувано и не се дава доволно значење. Не, тоа е насилство, не, тоа не е нормално. Не е нормално некој да те вреѓа, не е нормално некој да проба да дискредитира единствено ради фактот што си жена. И заради тоа сметам дека има простор за напредок и нормално жените кои што се во политика не треба тие коментари да ги одвраќаат, но треба гласно да говорат против тоа и да се спротивстават, а особено жените. Значи никако не сме да дозволат тоа однесување да биде на некој начин нормализирано и нешто општествено очекувано. Има ли подршка меѓу жените? Се поддржуваме ли една со друга или и тука стагнираме? Јас би рекла not all girls are sisters. Значи многу имаме искрено насилство или поддржување на насилство само од страна на жените, дали тоа е под некое влијание на самото општество, дали е под влијание на страв, дали едноставно не се доволно едуцирани дека тоа што им се случува представува насилство, дека навредата е насилство, дека тоа е единствено базирано само ради фактот што се жени и сепак сметам дека и жените треба да се посамосвесни за тоа што значи насилство, родово базираното насилство и дека не треба така да го прифаќаат како што е како нешто нормално, да, или очекувано. Продолжуваме со еден цитат од Дороти Паркер кој што вели: жените не се создадени за да бидат разбрани, туку да бидат сакани. Прво, дали како жени сме разбрани во општеството? А за тоа дали сме сакани, подоцна ќе дискутираме. Ајде, Ана, дали не разбираат нас, еве, мажите првенствено? Па не. Па, нели претходно споменав дека мислам дека женскиот сензибилитет е многу поинаков. Ние се раководиме од некои други емоции, побуди, чувства и секогаш кога размислуваме и кога одлучуваме, мислам дека земаме многу поголем дел од аспекти од било кој проблем во предвид, како тоа би се одразило. Помислам дека
значи, создаваме една целосна слика за секој проблем, дека подлабоко ги разгледуваме и размислуваме работите, така што можеби сме јас мислам дека и биолошки, и физиолошки, секако машкиот и женскиот организам не се исти и не можеме да бидеме секогаш во целост разбрани, битно е да сме подржувани. Дали мажите ја разбираат вашата професија и тоа што го носи вашата професија? Па повторно е релативно прашање кој разбира, кој не разбира. И не би се свело на една генерален коментар. Меѓутоа, ево, доколку ги земеме повторно оние стереотипи од кои никако да се одвикнеме, политиката е царство на мажите. Да, машки свет. Да. Так, машки свет. И кај мажите е карактеристично, се надевам нема да ми се наутат, тогаш кога ќе си ја мерат собствената моќ едни со други. И сега тука кога ние ќе влеземе, па баш и не им представува предизвик затоа што сме жени, па сега токму она што го кажав, полот не значи едноставно разлика во вештини. Не значи дека еден знае повеќе, еден помалку. Значи, она што треба да го разбереме е дека со самото учество на жените во политиката даваме едно богатство на идеи, различно се однесуваме и носиме понекогаш и различни одлуки. Со самото тоа предизвикуваме еден побалансиран и подобар свет за сите. И токму поради тоа сметам дека не само што треба да не разбираат, туку треба и да не посакуваат да бидеме во политиката и да учествуваме заедно со нив во носењето на одлуките, за да бидат посуштествени, содржајни одлуките кои што се носат. Да, но и да не разберат, важно е да не сакаат и почитуваат, така? Јас мислам дека не е возможно некого да сакаш ако не го разбираш, бидејќи ако некој не го разбираш, значи дека не го познаваш. А ако некој не го познаваш, како ќе го сакаш? Тоа ќе биде само привид на сакање, привид на љубов. Мислам дека мажите тука што би можеле да направат во однос на политиката и во однос на професионалниот живот, а особено во политиката, мислам дека треба да се одвратат малце назад и да дадат простор на жените да стапат на сцената на политиката, за едноставно да бидат рамо до нив. И точно се сложувам и со колешката советничка Живка, колешка и како правник исто така, дека мажите не ги доживуваат жените како конкуренција, ни во политиката, ни на професионален план, некако се како жена. Жена е, па не представува конкуренција, но во последно време мислам дека има тенденции за се поголемо учество на жените во политиката и во професионалниот живот, и заради тоа можеби до негде некои мажи се чувствуваат загрозени од жените, и заради тоа постојат некои нови, како што кажав, субкултури кои што пробуваат да се враќаат на некои традиционални вредности кои што воопшто не се ни традиционални вредности, туку единствено се и постојат за деморализирање на жените, за нивно дискредитирање и на тој начин повторно реосигурување на тоа поставеност, патриархална поставеност на општеството на мажите и нивната супрематија, да речам, во однос на жените во општеството, па нормално и во политиката. Можеби се чувствуваат загрозено, чувствуваат опасност, па затоа така се однесуваат. Па веројатно. Да. Да. На оваа тема имам уште еден цитат, вели вака: жената е како врејкичка чај, никогаш не знаеш колку е силна, се додека не заврши во врела вода. Ова е цитат на Елена Рузвелт. Дали се согласувате? Апсолутно. Јас апсолутно се согласувам затоа што познавам многу жени кои никогаш не се откажале, колку се повеќе намака, толку се похрабри, толку се посилни, толку се помудри, кои знаат која им е целта во животот и кои се спремни да по секоја цена да си ги исполнат своите цели, да си го заштитат своето семејство, да се заштитат себе си, своето достоинство, дигнитет, да си обезбедат благосостојба. Секогаш е тоа во насока на сопствена добробит и добробит на семејството и на околината, никогаш во лоша конотација. Да, ќе се надоврзам на уште еден цитат. Вели вака, Маргарет Тачер: доколку ви треба некој за совет, прашајте маж, но доколку ви треба некој за нешто да се обави, тогаш дефинитивно побарете жена. Што видите? Големо име, мислам во секој случај големо значење во однос на самиот цитат.
жените можеби со самите карактеристики кои што ги поседуваме, нашата истрејност која што ја имаме, и доколку една жена може да балансира, да биде истовремено и домаќинка, да биде мајка, да биде професионалец во професијата која што извршува, а исто така и да одвои време и за политика, тогаш дефинитивно треба да се согласиме со самата изјава, затоа што сме поистрени и многу повеќе размислуваме за последиците од одлуките, значи од действијата кои што ги правиме, а исто така и од одлуките кои што ги носиме. Не се откажуваме лесно, па некогаш дури и тивко ќе одиме до целта, без да покажеме дека едноставност не се откажале, и токму поради тоа сметам дека секоја жена која што е добро образована, која што се надградува, која што ги следи самите нови трендови во општествено-политичкиот живот, дека може да допринесе во своето учество со носење на одлука, пред се поради тоа што чувствува и поголема емпатија, а и затоа што чувствува поголемо, има сен за правда, има за социјална еднаквост, и доколку сето тоа се собере, дефинитивно една жена ќе донесе подобра одлука. Така, за да биде незаменлива, жената мора секогаш да биде малку поинаква. Коко Шанел. Леона? Мислам дека секој човек е незаменлив, не само жената, и секој човек е поинаков на некој собствен начин. Но сепак ова во политички контекст јас би го толкувала дека поинаков во ова општество стигматизирано кон жените и каде што тие се реално и дискриминирани, поинаква значи да се спротиставиш на тој машки, да речам, доминантен свет. Тоа значи да си поинаква. Како што спомна и двете колешки советнички, значи во оние органи, државни органи, кои што се колективни, каде што постои можност да се воведат квоти за учество на жените, тука имаме присуство на жени и тоа е во ред. Но инокосните органи, како и раководните функции, ако се разгледа бројката на жени во споредба со мажи, е навистина поразително. И заради тоа сметам дека треба во таа насока да се действува и на тој начин жените да бидат поинакви во контекст на политиката. Да, и како ќе се бориме понатаму? Па мислам дека зборот е најмокното оружје за што и да се бориме. Најпрво треба да се спротиставиме јавно и, како што кажав, жените да бидат сложни за тоа, да се поддржуваме. Да не пробуваат да ги нормализираат или релативизираат сите облици на дискриминација насочени врз нив, а особено ненасилството. И на тој начин едноставно би се создале некои промени, некои подобри услови за жените да можат и да сакаат прво да учествуваат во политиката, бидејќи и тоа е прашање зошто жените не се толку инволвирани во политиката. Да, постои можеби и дискриминација и се тоа што зборувавме досега, но дали и жените сакаат, баш заради тие предрасуди, баш заради тие повреди што, например, би можеле да им влијаат и на приватниот живот, заради тоа тие се одвраќаат од тоа и мислам дека и тие треба да се свесни, конкретно жените. Да, нека да сме на крајот на емисијата. Супер ни е дружбата, но мораме да привршуваме. Една порака до сите наши гледачки. Па, најпрво би сакала да им го честитам 8 март, денот на жената, на сите гледачки и гледачи на емисијата. И да ги препознаваат, би сакала да ги препознаваат сите облици на говорна омраза што се родово базирани, особено на насилството, и да зборуваат за тоа, да се спротистават, да го пријават и нормално надлежните институции да го санкционираат соодветно. Да, Ана? Па јас би рекла дека во таа насока размислувам дека надпреварот е закон на џунглата, соработката е закон на цивилизацијата. Се тоа некаде го прочитав, така да во овој контекст мислам дека жените треба да се солидарни. Значи нема тука простор за надпревар, туку нека биде соработка. Жените да си подаваат рака, да бидеме единствени, еве и ние како советнички во носење на родово базирани политики, како што сме и досега, што покажала праксата, значи сме секогаш едногласни, се поддржуваме, ги поддржуваме добрите политики. Со тоа мислам дека работиме за доброто на секоја една жена. Да, Живка? Па, во истиот контекст, пред се да веруваат во себе, да се поддржуваме едни со други,
да не абстинираме и да се вклучуваме што повеќе во општествено-политичкиот живот. Точно е, некои исти битки ги војуваме повеќе пати, но тогаш е успехот уште последок. И јас би кажала колку што се предизвиците поголеми и потешки, во секој случај тоа значи поголем успех и поголема гордост и достоинство за секоја една жена. Така, ви благодарам многу што бевте мои гостинки денеска. Ви благодарам на сите убави информации кои што ги споделивте со нашите гледачи. Ви посакувам многу успех во работата, да бидеме посилни, да се поддржуваме, да се солидаризираме и повторно да се видиме во следна емисија на уште поведри теми. Ви благодарам. Така, пред да се одјавам, емисијата сакам да ја завршам со уште еден цитат на неповторливиот Казанова, кој што рекол: "Јас сметам дека мојот ден е изгубен ако барем една жена не ми се насмее тој ден." Ви благодарам за вниманието, довидување.